Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, и добро дојдовте во Гласот на народот. Еве петочно издание на голем празник Свети преподобен Свети Наум. За многу години е празник, но еве една убава вест дека успеав во секој мој стар стил да обезбедам супер ексклузивна емисија, а тоа е со незината екселенција Дорис Пак. Како што реков, во денешната емисија Гласот на народот отвараме една од најважните прашања за европската иднина на Македонија. Долгиот и неизвесен пат кон Европската Унија. Ќе разговараме и за компенхашките критериуми, двојни стандарди и иднината на проширувањето на Европската Унија со поранешната германска европротеничка и долгогодишен застапник за проширување госпоѓата Дорис Пак, и да го поздравам мојот соговорник Сотир Костов, кој ќе биде заедно со нас. Заедно со нас во оваа програма се преведувачот Оливија, нема да ми замери Оливија, која ќе почне со преводот и ќе се представи, главниот продуцент Кристина Томич, Иван Алексовска, главен инженер, и Владимир Котевски, програмски уредник. Требаше да биде и тој со нас, но еве се надам дека допира нашата порака до него. Јас ќе ја замолам госпоѓата Дорис Пак пред се да ја ќе поздравам на англиски, а потоа ќе го продолжам разговорот на македонски, госпоѓата Дорис Пак ќе одговара на англиски. Good evening. Good evening. Thank you so much. We are again after nearly 2.5 years. Благодарам. And I'm very happy because you join us again in our program. And I'm sure that you can address very interesting answering, and you have best regards for all of viewers of Macedonia here and in diaspora. But abroad we are more than in the motherland here in Macedonia. By the way, for your information, this program following in all 5 continents. За оваа емисија се емитува на 5 континенти. Јас ќе започнам со првото прашање. Госпоѓа Пак, Македонија има статус на земја кандидат од 2005 година. И во изминатите 2 децении спроведе бројни реформи и донесе тешки политички одлуки во насока на европската интеграција. Од денешна перспектива, дали сметате, госпоѓа Пак, дека Европската унија беше фер во односот кон Македонија? Дали Европската унија била фер кон Македонија, која од 2005 година има кандидатски статус и поминала низ бројни реформи и тешки политички компромиси, но се уште не е членка? И вие знаете и самите дека овој однос не беше фер. И дури јас кога бев европарламентарец до 2014 година, јас одблиску ги следев сите случањата, имав обврска да надгледам случувањата во Западен Балкан. Јас видов што се случи и што се случува во Македонија. Во 2005 година вие направивте се што е потребно за да добиете кандидатски статус, но не го добивте тој кандидатски статус во тој период, и тоа беше интересно, но што стоеше позади сето тоа? Не причината дека не ги исполнивте вашите обврски, туку затоа што една од земјите членки не сакаше да го дозволи тоа и кажа не. Значи тоа беше Грција во тоа време. И поради едно националистичко резонирање. И мислам дека тоа беше пред многу години. Тоа беше пред Охридскиот договор и токму затоа беше поради ова.
Затоа, законите во Европска Унија се напишани на овој начин. Ако една земја каже не, тогаш одговорот на сите други членки е не. А јас поблиску ја надгледував оваа ситуација и видовме дека Франција во еден период беше против, а потоа подоцна беше и Бугарија. Сега имаме една ситуација, не знам дали видовте на почетокот на оваа година имаше една политичка асамблеја на мојата политичка партија ССА, каде што се обидовме делумно да го решиме овој проблем. Тие побараа да започнеме и да ја избегнуваме оваа можност што ни е дадена да дадеме негативен одговор, барем до крајот на овој процес. Вие би требало да имате можност да започнете со дискусиите, со испитувањата и да се отворат поглавијата и затворат дадените проблеми. И тоа исто така наша препорака на ИПП дека ова е една нова идеја која што дава шанси на овие земји кандидати да до крајот на процесот станат членки и да имаат друг пристап до европскиот пазар, пристап до други услуги. Сметам дека ова е многу добра идеја. Јас можам да ви го прочитам тоа ако сакате. Токму она што го споменав сега, дека ние може да дадеме опипливи придобивки на земја кандидата и да ги поврзаме реформите со конечниот пристап до единствениот европски пазар, до безбедносната рамка, до инфраструктурата, но нуклеарна енергија и инфраструктура. И ова беше точно текстот на нашата резолуција. Вие знаете дека ние сега барем свативме во Европа, во Европската Унија, ние дадовме едно мислење дека не обрнавме доволно внимание на Западниот Балкан или пак на Македонија. Значи, вие не сте виновни. Ова состојба се должи на тоа дека една соседна земја сака да го спречи овој процес и кажува на почеток да, потоа не. Ние вообичаено би требало да се решат овие прашања пред пристапување во Европска Унија, пред преговорите, а сега веќе треба да започнеме со ново поглавје и треба да ја отвориме можноста на вашата земја да го сторите тоа. Но морам да ве посетам на тоа што се случува и што се случува во овие години. Пред Хрватска да пристапи, имавме проблем со Словенија. Исто така и Словенија го попречи пристапувањето на Хрватска кон Европската Унија во текот на 2 години. Но тоа се разреши, затоа сметам дека и ова прашање треба да се разреши пред вашето пристапување кон ЕУ и ако не го направите за време на преговорите, направите го на крајот на преговарачкиот процес. Тоа е моето цврсто убедување. А тоа е и ставот на мојата политичка партија ЕПП, која го изрази ова мислење. Сите кандидати треба да напредуваат според исти стандарди. Како тогаш да се објасни фактот дека Украина и Молдавија напредуваат со забрзано темпо поради геополитички околности? Дали тоа создава впечаток на двојни стандарди во проширувањето? Дали сметате дека процесот на проширување постепено се оддалечил од копенхашките критериуми и преминал кон прашања на идентитет, историја и јазик? Сметам дека е многу јасно. И јасно беше кажано дека треба да постојат еднакви услови за сите земји, но сега вие ги споменавте и Молдавија и Украина.
каде што Русија започна една војна против Украина, тоа е лошо за Европа, за Европската унија, затоа сметам дека ние мора да ги прошириме нашите идеи, мислења и да видиме како овие две земји кои што се многу близко до Русија ќе добијат пристап до Европската унија, а имаме и други проблеми со нив, затоа што резултатот од влезот на Украина може да биде неизвестен. Не знаеме дали оваа војна ќе заврши и дали Украина ќе биде примена во НАТО. Но и без тоа да се случи, треба тие да имаат представа и идеја дали тие ќе влезат во Европската унија или не. Во однос на Молдавија, мислам дека тоа е друго прашање. Ако вие разгледате малку подобро во внатрешните односи во Молдавија, затоа што јас работев со Институтот Роберт Шуман и со господја Пипол, Молдавија навистина постигна многу нешта кои што требаше да ги исполни за влез во Европската унија, затоа не можеме да ги ставиме Молдавија и Украина на исто ниво. Молдавија би можела да започне со преговорите, а Украина е во една друга позиција. Не треба да ги мешаме о статусите на овие две земји. Но во однос на Западниот Балкан, дури и Западен Балкан се смета, значи, на еден геополитички судски процес. Значи, кого да го вениме, Русија дали или Кина, кој што поврзува со Вучич, со Србија, со Додича во Република Српска, значи, знаеме како се одвиваат деловните односи на Кина со други земји, затоа ќе кажеме дека Западен Балкан и Македонија се во средината на Европската унија и треба да питаме малку побрзи и да ви помогнеме да го постигнете ова. И тоа беше идејата на Народната партија и тоа е најмногобројната партија во рамки на Европската унија. Сметам дека има интерес ова да се постигне во рамки на Европската комисија. И сега, ако знаете, господинот Ерик Наус, кој што работи многу напорно на ова прашање, неговите идеи се добро прифатени од страна на Европската комисија. Сега ние, знаејќи го сето ова, не би требало да размислуваме. Значи да, Македонија беше земја кандидат во 2005 година, а се уште не е престапила во ЕУ. Да, тоа е голем срам, но јас го пренесувам сето ова и има многу колеги како што сум јас самата кои размислуваат како мене и се надевам дека сите ние ќе искористиме нашите мислења за да успее овој процес. Многу граѓани сметаат дека по Преспанскиот договор постојано се појавуваат нови услови. Дали тоа ја подкопува довербата во процесот на проширување? Мојот одговор беше дека копенхашките критериуми се основа за секакви преговори за проширување на Европската унија. Тоа е јасно, но сега имате една криза со Бугарија, а како што и Хрватска имаше со Словенија во еден период. Ова се билатерални прашања и како што споменав, ние мора да направиме, да ги одделиме од самиот преговарачки процес. Затоа е правилно ние да се обидеме да ја убедиме комисијата да го искористи својот мнозински глас за да се започне почетокот на преговорите. Мнозинскиот глас, тоа да биде на почеток, а не да тој мнозински глас се даде на крајот на преговорачкиот процес. Ништо не се менува со копенхашките процеси. Односите помеѓу соседите се нешто друго и тие не треба да го попречуваат патот кон преговорите. Јас можам да го објаснам и поподробно. Исто како што и мојата партија
тоа го кажа, значи време да се најде решение. Дали билатералните спорови меѓу земја членка на ЕУ и земја кандидат треба да влијаат врз процесот на проширување или тој треба строго да се базира на европските критериуми? Да, токму тоа го кажав. Ке повторам уште еднаш. Сметам дека Копенхашките критериуми се исполнети, вие може да почнете со преговорите. Значи, претходно Грција кажа не на овој процес, а сега Бугарија. Ние сметаме во нашата партија дека вие веќе сте биле и земја кандидат и за тоа треба да се гласа со Не мнозинско гласање, туку едногласно. во рамки на Европската комисија, а не да се подпираме на поединечни гласови кои го даваат одредени земји. Тоа е, значи, сега доверено на комисијата. Не треба да се гледа на овие обременети односи помеѓу овие две земји како главна пречка. До кој степен долготрајната неизвестност во процесот влијае врз политичката стабилност и довербата на граѓаните во Европската Унија во Македонија? Ако ве разбрав добро, можам да ви го дадам само истиот одговор. Значи, сега навистина е до нас да објасниме дека вие може да почнете со преговорите дури ако проблемот со оваа соседна земја е се уште нерешен. Но сега ни преостанува на нас да го сториме тоа во рамки на парламентот, не да користиме анонимни. Не мнозинско гласање, туку едногласно. Инаку преговорите никој пат нема да отпочнат. Македонија има право да започне со преговори. Вие чекавте предолго, инаку ние ќе го изгубиме кредибилитетот како Европска Унија пред вашата јавност ако продолжиме вака. Because it's for me, to be honest, it is the first interview which I made after the 14 months, but I have to apologize for my viewers about technical problems. But however, your answer, Your Excellency, is very clear. By the way, I will continue with another question apropos the Prespa agreement. Многу граѓани сметаат дека по Преспанскиот договор постојано се појавуваат нови услови. Дали тоа ја подкопува довербата во процесот на проширување? Сметам дека сте сосема во право. Јас мислев дека тоа никој пат нема да се случи, а Макрон во тој момент кажа не. И Макрон конечно одлучи да каже да, ова ситуација со ваква ситуација се очувме до сега. Но уште еднаш е јасно, сакам да кажам дека Европската Унија Македонија припаѓа на Европската Унија, мора да биде поддржана изречито како што тоа го кажа комисијата. Затоа комисијата и Европскиот совет мора да го најдат начинот да се надмине овој проблем со Бугарија и да кажат дека да, потребно ни е мнозинско гласање, а не анонимно гласање во рамки на Советот со цел да се отпочне со преговорите со Македонија. Тоа е тоа што ни е потребно, не можам да ви кажам повеќе од тоа. Но навистина се надевам дека барем сето ова е јасно на сите лидери во Европа, нека Западен Балкан и Македонија морат да влезат и доколку не влезат, тогаш ни предстојат многу големи опасности. Сега зависи од вас да ги убедите својот народ, затоа што вие не може да сторите ништо освен да побарате помош од нас. Ова ќе биде можно
само ако Советот и Комисијата го направи тоа што е до нив, а тоа е да даде шанса да се отпочне со преговорите, затоа што и преговорите одземаат одредено време. Но дури и во овој процес треба да се одвива гладко и непречено и има можност да ви се даде шанса да влезете на единствениот европски пазар, како што веќе го спомнав тоа. Ова се можностите кои што јас ги гледам и ова е начинот кој што и ставот кој треба да го завземе Комисијата и Европскиот совет. За оние колеги кои се активни во политиката и во парламентот гледаат на ова прашање исто како и мене и кои имаат истиот став и сега се надевам дека во најкраток можен рок ќе најдеме решение. Крајно време е за ова, би рекла, вашите млади луѓе треба да добијат шанса да пораснат, да растат во рамки на Европската Унија. Затоа ова е во интерес на вашиот народ и во интереса на Унијата да започнете со преговорите што е можно побрзо. Јас се повторувам постојано и се извинувам за тоа. Како ги гледате позициите на Бугарија во однос на македонскиот идентитет, јазик и историја? Дали вакви прашања треба да бидат дел од процесот на пристапување? Како што реков, ова се прашања кои ги засегаат Бугарија и Македонија. Тоа нема никаква врска со започнувањето на преговорите со Европската Унија. Јас не морам да повторувам една иста работа цело време. Европскиот суд за човекови права има донесено пресуди поврзани со правата на лица во Бугарија кои се идентификуваат како македонци. Како ЕУ треба да обезбеди нивна целосна имплементација? Сметам дека пресудите на Судот за човекови права треба да се почитуваат. Јас не сум правник, но ако тие веќе донеле... Ќе отворам портата и ќе ви поставам неколку прашања за да го затвориме кругот на нашето интервју. Прво, денеска ви кажав дека напишав отворено писмо до премиерот во кој што го поддржувам во врска со решението да се гласа на електронски систем од страна на македонската диаспора. Од друга страна, опозицијата го блокира ова прашање, така што дали може да ни кажете дали е правилно и во однос на човековите права, македонците кои што живеат привремено во странство да имаат право да гласаат преку електронскиот систем и да бидат дел од политичката клима во Македонија. Дали има некаков пример во светот дека диаспората има право да гласа во избори преку електронски систем? Да. Јас мислам дека е тоа така. Доколку се тие државјани на Северна Македонија, тие имаат право на гласање по електронски пат. Германците кои не живеат во Германија, живеат во странство, тие имаат право да гласаат. Ако се тие граѓани и државјани на Македонија и живеат во друга земја, тие може да гласаат. Ако тие не се државјани на Македонија, ако се тие државјани само по раѓање, мислам дека тогаш тоа не е случај, тоа е правно прашање, но само ако сте државјани на земјата, вие може да гласате.
Macedonian deputy in parliament in past time. One of them is all time she support Macedonian issue and Macedonians. And in this cycle, I like to ask you how you see the census which actual opposition produced 2001, unnormal, unofficially. They made, by pressure, more percent of Albanian citizens in Macedonia. By night, they are now 35 or almost 30% in the census. It is correct to have to make another census by European standards, because it's not correct in democracy one political coalition to make unlegal census. For my understanding, 2002 Albanians was approximately 12 or 30%. By now it's possible to have 25% in 10 or 14 years. Please, it is very important. Јас навистина не знам што да одговорам, затоа што јас не сум правно лице. Доколку имате попис и дека тој бил праведно спроведен, тогаш треба да се испочитуваат и резултати. Но прашањето сега во вашата земја е повеќе на тоа дека не ми се допаѓа оваа дискусија и сметам дека сите граѓани на Македонија, било да се албанци по потекло или македонци, треба да се однесуваат на еден начин, имате еден заеднички став со цел земјата да ја приближат Европската Унија, да ги надминат проблемите што ги имате во овој момент. Дали разбирате на што мислам? Јас очекувам за граѓаните кои живеат во Северна Македонија, тие живеат заедно, прават политика и тие треба да имаат еден единствен влез во или една единствена цел, тоа е влез во Европската Унија. Не треба да се расправаат за одредени прашања и да предизвикуваат поголеми проблеми, што би ја разувериле комисијата да не продолжи понатаму со овој процес. I give a couple minutes for my guests to address some message. What is your message for our authority? First of all, you are a very good colleague and friend, President of Macedonia, Gordana Siljanovska-Davkova. And what is your advice? And by the way, also for the Prime Minister, how they go in the political weather to solve the problem in Macedonia, apropos the very big contract blockade of opposition who doesn't like Macedonia to go forward? What should I say? I can appeal Што можам да кажам? Можам да се обратам само на граѓаните во Северна Македонија и да кажам дека имајте на ум дека се она што се дискутира во моментот доведува до дополнителни проблеми. Вие мора да се фокусирате на фактот дека вие сте сега спремни и подготвени да влезете во Европската Унија, но мора да започнете со преговорите. И доколку има некои помали проблеми внатре во земјата, тие не треба да бидат пречка. Вие сте една земја со различни народи, исто како и во Германија, и мора да имате на ум дека вашата европска иднина е толку важна и дека ќе имате можност да живеете во демокрасија, да имате шанса да влезете на единствениот европски пазар, да ги користите сите можности кои што ги користат младите во сите европски земји. Тоа е обврска на вашата влада
но исто така и обврска на секој граѓанин кој живее во Северна Македонија. Introduct my second guest. Let me, just to say Yes. hello. It is Mr. Sotir Kostov. He will say, I will translate. Mr. Kostov say, first of all, thank you very much for your answering a very good information what you addressed for Macedonia. Also, he say why your colleague in Euro Parliament not share the same opinion, same estimation like yours. I know. Знам. I feel sad. Да, и жал ми е за тоа. Good health and long life of my guest, Sotir Kostov, with one famous analyst here in Macedonia. I like to say thank you, God bless you. My dear friend, we know each other nearly 25 years. And I'm proud of you because really Macedonia deserves and Macedonians are very happy. As I told you at the beginning, now this evening following us, nearly 1 million Macedonians abroad on all 5 continents, really. And tomorrow I'm sure the Macedonian Informative Agency will transmit something of your speech. However, we can continue it. Yeah, but listen, once again, I want to underline. Но уште еднаш сакам да нагласам, дозволете, јас не сум веќе дел од парламентот, јас сум сега една приватно личност. Се она што го работе во минатото беше во рамки на Балканот, за Балканот и знам какви страдања поминавте. Не можам да ја кажам на комисијата, треба да го направите тоа и тоа. Дури и парламентот не може да постапи така. Ние мора да ги одржиме добрите односи со колегите во парламентот и само ќе кажам дека ова решение ќе стапи на сила во рамки на комисијата и на Европскиот совет. Ми беше драго што разговарав со моите колеги и сметам дека ќе имаме успех во преговорите. И јас ќе продолжам да се молам ова да се оствари. However, I'm sure that we can continue our discussion in next couple months. I'm sure that Frau von der Leyen will change his mind and she will invite us so quickly, how to say, to join us in EU. But by the way, as I read the statement, I'm hearing the Prime Minister yesterday, and this is the reason why I'm write open letter to them, because he say, I am not politicians who are clientelist. I respect my country, my people, my nationality, my history, and I go straight and in this direction with dignity. And we do it so much about the reform and to reform the law to Rule. First of all. And I'm sure that, and by the way, very interesting why the European Union address a couple $1 million euro for Macedonia, because in past several months Macedonia make very brave reforms, and it's very big challenge for all of us. Thank you so much again in joining us, and thank you Olivia and your translator here and the company Constant who usually support us. All the best. Thank you very much. Thank you, Jonas. But it is difficult today with this technique. Next Да, time will имавме be мали better технички than this потешкоти one. и денес, но сепак успеавме. All the best, Благодарам bye. и од моја страна за разговорот. Морам да напуштам затоа што имам следен состанок. Пријатно, поздрав. Почитувани, одиме со еден джингл и се враќаме у студиото. Останете со нас. Thank you so much. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме.
Најголем избор на ТВ канали вклучени во преплатата. Гледај над 300 ТВ канали. Враќај програмата во живо до 7 дена наназад и уживај во видеотека со над 10.000 филмови и серии. Искористете ја ексклузивната можност да ја пробате нашата стриминг платформа Move. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Себе, почитувани, навистина, како што ви ветив, а тоа е мојата маленко што несебично го прави ова, овие 26 години. И секој се прашва, ова не е нарцисоидно ни претенциозно. Не е претенциозно, ова е веродостојно. Јас, кој човек сам веродостојно, сакам вакви програми да се прават на сите медиуми в Македонија. Не копи-пейст, не препишувај. Намерно го кажувам, бидејќи за жал, стигмата е многу лоша. Учите, новинари. Господине Сотир, ја ти се извинувам што немаш потреба. Со оглед дека имавме вистинската македонска пријателка, ја македонка ќе наречам, ако ми дозволиш. А добро, Дорис пак не направи некоја белја или штета на Никогаш. македонците, на Македонија и на нашите интереси. Моето прашање така беше троа, ама позитивно зајадливо, до неди први посакав долг живот и добро здравје. Ти пренесе, знаеш како, ја би сакал вака да зборуваат сегашните луѓе во парламентот европски, во комисијата, во советот, тие што одлучуваат, од причина што таа ја кажува вистината и ја кажува реалноста. Ја можам само едно да кажам себе. Правев голема анализа. Овој маратон на евроинтеграции, нема да зборам само за Македонија, ќе зборам за Србија, за Босна, за Црна Гора, за Албанија, за Косово. Најмногу губи, значи, од овој маратон Европската Унија. Да. Ако ние сите бевме сега инкорпорирани, не е битно дали во аулата, дали во предворието, да, дали во лобито на Европската Унија. Па ако сакаме и непопуларна чекалница, ама не оваа чекалница, она понапредна да накажеме, немаше да има ваква тензија, немаше да има војна меѓу Русија и Украина и Европа немаше да мисле на милитаризација, на наоружување и да се плаши од повампирување на нацизмот и на фашизмот. Европска Унија е крива ова што се случува. Немаше да има влијание, не можеше да ги обвинуваме Русија, Кина, останатиот свет кои сите барат своји интереси. Само ради лошата стратегија и немање на јасна визија на Европска Унија се случува ова што се случува во Југоисточна Европа и таа кованица што не ја сакам Западен Балкан, а ја би рекол Балкан. Толку културно. Да. Сотир, со оглед дека интересно беше интервјуто на премиерот, јас и тоа го спомнав, многу позитивно го прифатив, со оглед дека многу искрено, без задна намера, им упати порака. Дајте бре луѓе, кажите предлог, модус вивенди, како да ги инкорпорираме нашите македонци во светот. Ова е германка, преку 30 и кусур години, јас се знам со господина пак 25 години, 26 години, скоро 3 децени. И никош она не застана, не беше против Македонија. Дури таа даде една оценка, јас нели оф рекорд кажав, незината оценка за тој цензус попис беше 2,13% и затоа прашам дали може преку ноќ да стана 35 и она го осуди и тој цензус, тој вештачки наметнат, инјектирано Зоран Заев од неговата коалиција, но премиерот кажа, луѓе, дајте нешто да направиме нашите македонци да гласа, да ги вратиме назад. Има луѓе кои сака да си го вратат државјанството назад. Едноставно беа иритирани, замина си зема. Значи, како ја толкуваш ова иницијатива е диаспората да гласи и да биде вклучена во тој изборен систем? Мака не може никако поинако да толкувам сем позитивно. Тоа се македонците. Тоа сме ние. Дали сме да ги отуѓиме? А не, некој ги отуѓи некој. Ние знаеме наназад 7-8 години кој како се однесуваше кон диаспората. Промени направивме, немаме веќе представници од диаспората во парламентот. 94-та јавно се откажа. Изборна единица 7, 8, 9 имавме и така натаму.
Така да, јас дури мислам, вакви прашања нема што ние да поставуваме и да одговараме. Ние сме едно ткиво, тоа мораме да го сватиме. Види, сега малку би те пофалил, па ако не се пофалиме ние кој друг, слоганот на премиерот "Нова енергија за ново забрзување", и ти даваш на твој начин, ја ти се чудам на овие симпатични зрели години, како наоѓаш енергија да најдеш европеец, европејка во случајов, жена која има траекторија завидна, општествена, политичка и дипломатска, која ќе ни каже охрабрувачки зборови дека за Македонија има иднина. Јас сум воодушевен како да го правиш. Едноставно мислам дека вака треба светло да гледаме и да не подклекнуваме на уцените, на притисоците. Едноставно треба да си ја вршиме ние нашата задача, нашиот двор да си го обработуваме. Еве, имавме една реконструкција, гледам некои луѓе не го сваќат, не сваќат животната филозофија, не сваќат што е промена, промената ја сведуваат на ниво на да си замине Курто, да дошол Мурто. Тоа апсолутно не е точно. Тоа апсолутно не е точно. На што се дожи таков дискурс, таков сленг? Верувам ја ти кажам, мислам еднаш во твоја емисија јас имам кажувано за она приказката за дедото и внукот, за двата волка во секој од нас и нашиот став кој волк ќе го храниме. Да скратам, позитивниот, негативниот, доброто или злото, денот или ноќта, позитивното, негативното. Има многу повеќе за зборување, ама тоа е. Значи, некој упорно го храни оној волк кој не дели, кој дава пречки за обединување, кој дава 13.000 амандмани за закон кој е многу битен во реформата. Закон кој требаше тие да го донесат, зборам за изборниот закон. Има 7,5 години време да го донесат законот, има препораки на ОПСЕ и ОДИХЕР, ја има Венецијанската комисија и сега појдува по патот на еден села, нека ми просте Господ, кој даде еден катастрофално видување за Венецијанска комисија, за ОПСЕ, за ОДИХЕР. Тоа ништо не било битно и поиде да го етнизира Уставниот суд на Република Македонија. Па сега извини, тој волк не ни треба. Тој волк ни донесе раздор, тој волк ни донесе војна и тој волк ни донесе погрешно пребројување и живот едни до други, а не едни со други. Чезнеам цове за комши капиџикот што го имавме. Кога во дворот комшиите, еве јас ке зборувам на микроплан во Кочани, значи роден во Влашко мало, израснат, до него е турско мало, преку ридот е ромското мало, понатаму се двата рида со егејските мала. Нема, тоа беше едно. Едни одат по цигари купуваат, други лебот, се мачка, се прави салата, за фраканција децава или играт фудбал, сумбили јадете, имавме па и една фурна многу интересна, па ќе ни даде лепче, па ќе ни намачка, ама тука бевме сите, и турци, и македонци, и власи, и роми. И сега зашто давам ова парадигма мината од пред точно некој си 60 и некоја година, бидејќи имајќи впред дека јас сум 68 години, значи како дете се сеќавам на таа парадигма. Ма тоа ни фали нам. Зошто кавги? Зошто негативности? Зошто етикетирање без факти, аргументи? Зошто го правиме тоа? Мене не ми е јасно. Кога, пази, состојбите се подобруваат, економската, социјалната атмосфера е подобрена. Тоа го кажуваат меѓународни институции и меѓународни авторитети. Тоа не го кажува Сотири Цобе. Па еве, фрау, јас што секогаш си ја критикувам и со право ја критикувам, кога ќе гледам има двојни стандарди на хипокризија во однос на македонското прашање Украина, Молдова, тогаш навистина ми се пали тоа лампичката и викам зошто бре госпоѓо фрау фон дер Лајен, зошто во него правиш? Но стигна вчера Euronews вели вака и покрито што Македонија не ги започна официјално преговорите.
Да. Македонија добива средства сега, за разлика тие од државите кои не направија... Ај квантитативно ова твоево да го ајде. покажеме. Значи вака, точно е измерено дека сме лидер во реформите. Дефинитивно. Ова Сотир не го кажува, ова го кажува Резултатите. починава Антонио Кошта. Да. Ова кажуваат анализите кои вака рекле. Македонија е лидер и пред Албанија и пред Црна Гора, ама е во групата со нив. Далеко по наназад се Босна, Србија и Косово. И сега, еве ти е распределбата на парите. Најголем процент и во абсолютна бројка во милиони евра доби Македонија. Сите критики паѓат. Сега они гледа како овие што гледат лошо, оние кои го хранат оној лошиот волк во себе, гледа како гледа. Да, ама остануваат толку и толку нереализирани работи и неостварени пари. Па никој пат нема идеално завршена работа. Затоа ни се потребни промени, затоа тие се во тек, затоа премиерот проценил после оценка на општествената, политичката, економската, социјалната состојба, дека му треба реконструкција, затоа што само промената не носи напред. Само промената дава нешто ново кое е подобро. И сите факти се неумолеви дека ако се тргне застојот поради бугарското вето, ние одамна сме лидери во се. Ние одамна и во реформите, и во борбата против корупцијата и организираниот криминал. Точно е дека имаме уште да завршуваме. Много. Ама кога ќе спореднеме последните 2 години што се направи, ние сепак сме лидер. Ги нема клановите, ги нема тие убиства такви, што беа во Стара Чаршија, во овие селава, кај што беа овој клан, оној клан. Значи, ние сме од Црна Гора понапред. Во Црна Гора има 2 големи мафијашки клана, кои прават ршум и таму, па веќе дел од Босна и Санџак, а за Србија да не збориме. Кај нас тоа е минато. Да, а морам со тебе нешто... Под заслуга на Министерството за внатрешни и на министерот за неговиот тим. Дефинитивно. Значи, А секако владата и премиерот. Секако тоа е уиграна добра екипа, јас и неколку пати го спомнам, со добра намера, Сотир. Со тебе, ВФВ, колку време сме заедно во континуитет. Па не сме малку време. Да, доста заедно со тоа што во континуитет ние со добра намера му укажавме, го замоливме почитуваниот премиер да направи едно проветрување. Еве го, се И го случува. столи, и јас што напишав пред неколку дена, ги смени Те следам, те ги читам колумните. зараđаните запчаници, значи ставил доме запчаници, за да може часовникот да врти, да оди, тајм драйвот не може да Ти, го... Виктор Цветановски, сте некои иноватори на колумните. Он прави колумни, почнува од позади, завршува со почеток, што мене ми е симпатично, а ти правиш слика, визуелно, цитат светски ум, разработуваш и даваш поента на учење. Кратки, јасни концизи. Мене ми се интересуваат, ја ти ги читам сите колумни, ме ги праќаш ти и само продолжи. Влечам ја од нив во моите настапи, јас те користам тебе. Кој што сака нека мисли. Мене ми е задоволство и тоа се радувам. Господјата Дорис Пак и целиот тим, да бидам искрен, она побара и сакаше да направиме интервју, вика Слободан, ме импресионираш со те колумните и јас затоа реков, Па стварно, од каде таа енергија? а тоа е неисушена вест, ако ми дозволиш. Па ти си домаќин како? Ми били еден пријател Бецове, Ѓорѓи, че го спомнам додека сум жив. Ѓорѓи ми е најголемиот инспирација ми е и енергија. Ако ти кажам, тука е со нас нашата главна инженерка Ивана Алексовска, која верувам дека ќе го подготви тоа што сакам. Еве ни замина нашите врвни да речам звезди. Дали знаеш дека Ѓорѓи е ист ден роден со Владо Јаневски? Не. Која видов таа ситуација, верувај ми, Интересна астрологија. значи 27 ноември 83-та Владо е генерација твоја, не, ти си од 58-ма. Не, он е помлад, Владо. Јас сум 59-та, ти си 57-ма. Владо е помлад. Да. Владо е голема загуба исто. Голема загуба. Голем професионалец, голем уметник беше. На што се должи, Сотир? Таквите луѓе, па вклучувајќи мојата маленкост, кои 45 години су мас медиум,
С краја да вика еден мој добар пријател Митко, те поздравам од ово место со Сотир заедно и Собе. Ти си ми инспирација, денот го почнам со тебе. А тоа ми го каже и Метју Нимец. Простемете ме, молам. Вика, од каде ти е таа енергија што собираш? Не знам, и ова писмо што му го упатив до премиерот, ми се роди минута до 12, верувај ми. ти верувам. И му ја напишав, бидејќи Сотир, 26 години во овој проект македонците во светот не сакат они диаспора да ги викаат. Тие се македонци во светот. Тоа се македонски заедници во светот. во европските и прекуокеанските земји. Бидејќи се навредуваат од диаспора. Да, кога бев ја во Торонто, ова теза ми е изнесена и ја прифаќам да ти кажам. И се трудам, ние сме македонци. Сеќа се отидов од тема во контекст, сакам се тоа да зборам. Добро. Бидејќи знае зашто. Во контекстот ми е бидејќи во овие изминати години говориме за една вистина за Македонија и она што го спомнав дека нема право никој да го суспендира правото гласот. Ивана, те молам, она што говоревме за Владо Јаневски, бидејќи мораме тука еден брейк, веќе сме на 60 минути, имаме уште 30 минути, и тука е една реклама за нашите покровители, тоа се МТЛ, кој навистина преку МТЛ не гледате почитувани на сите 5 континенти. И знам дека ќе му се јавите на Сотир Костов утре. Знам дека во Австралија... Има реакции. Кога настапуваме каде, особено со мојата друга половина, неле Јинки Јанг сме, ја и Ѓурчевски, ми се јавуваат, многу реагираат на најголем број позитивно реагираат, има некои што не се согласуваат, ама види, тоа е демократијата, тоа се различните ставови, тоа се различните приводи, апроучи, да кажам. Сотир, ти и Љубимир Ѓурчевски, јас и не случајно ве одбрав како еден тим кој ги отворивте ментални тој мајндсет што го викале менталните чипови на народот со тоа што луѓето сака да ја слушат вистината, особено диаспората. Диаспората ја знам дека доста добро Македонската заедница. Да, ме исправи. Македонската заедница во светот, кој ние мораме час поскоро да ја внесеме во нашиот општествено политички систем. Еве тука би направиле еден брейк, една пауза. Почитувани, ова песна е посветом на мојот сакан син Ѓорѓи, а за тешката и голема загуба на Владо Јаневски, спомнав дека и тој беше така нападнат, неприфатен, што вика другар ми Митко, што го поздрави Собе, не да е Боже да ни заминеш, ама наредниот ден, тоа беше сила. Томич беше сила, тоа беше човек што направи револуција. Уште сум жив, почитувани, и знам, Господ се уште нема да ме покани, а за тоа што морам заедно со вас Македонија да донесеме тамо кај што заслужува, ама со дигнитет. Одиме со еден брейк, една реклама и една музичка завеса со Владо Јаневски за Ѓорги. Една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, ви благодарам режија за ова прекрасна numera на нашиот великан у музиката во секој случај. За кого ќе се збори со години као со за Тоше Проевски. Јас ја имав полско цвеќе, меѓутоа не е било испејано македонски и затоа простете ми вака, не сум некој националиста или шовиниста, меѓутоа на српски јазик беше и не сакав да не ми се фати за замерка нешто, меѓутоа убава беше ова поезија, песна. Меѓутоа тие двајца бисери не напуштиле од овој привремен живот, меѓутоа оставиле голема трага и порака и завет за сите нас да не се играме со Македонија. Сотир Костов и натаму со нас. Сотир, не можеме да не те прашам за овој настан што беше ивент, како да го наречеме, околу
интелектуалците на СДСМ, кои јас секогаш велам, не знам колку ќе ја прифатиш мојата констатација, таа политичка партија не може и не смее да се девалвира. Таа е партија која имаше ни умни глави, едуцирани кадри, образовани луѓе, имаше преку 50 министри, 200 професора. Меѓутоа, на што падна? На кое дераѓе падна? Слушам дека му го чуваат местото на градоначалникот на општина Центар за еден председател на СДСМ, како Герасимовски. Ја го номинирале за подпредседател. Да, меѓутоа, местото на замена на Венко Филипче, Герасимовски. Не сакам малку да му правам никаква реклама. Момчето колку толку е по лајт во однос на ова екипа, но немат сенс за патриотизам во секој случај. Како го толкуваш од тоа точка, знам, исправиме, може да грешно го кажам. Знам 2.0. Видите ове, февруари и март месец направив 3 анализи. Едната е моралниот, еве дури ги носам овде, идеолошки, политички и морален пат, тоест распад на СДСМ, па направив анализа на Конгресот на ВМРО ДПМН и направив анализа на 2% состојбата во судството и во обвинителството. И за мене, они се грабна ова што Петар Атанасовски кажал, верувај ми, ништо ново не кажал Петар Атанасовски. Тоа што кажал е реалност, тоа е вистина, ама ја тоа сум го кажал уште февруари и март месец. Да. Дури многу подобро, аналитички, издржано, објаснато, дури и наравно учени им кажав што и како треба да направат со нова платформа, нов пат, нов фокус, обновени, ама обединети. Они ништо од ова немат. И сега вака, ајде да почнам од човекот кој ми е најдалечен. Шилегов не чини. Ама не чини и Деспотовски. Човек кој има габарит во себе. Сега, овие сега што се собраа луѓе, 1, 2, 30 луѓе, од кои со неколку од нив сум во многу блиски односи и само нив ќе ги спомнам или ги ценам на еден начин, другите многу не ги знам, ама мислам дека вредат, ги нарекуваат квислинзи, ги нарекуваат издаици. А чекајте бре луѓе, ама ќе останете сами са собом, велат нашите северни пријатели. Значи, не може секој што размислува поинаку од Сотир Костов да е издаица за Сотир Костов. Се спомнувам себе за да не направам некоја белја. Значи, тие луѓе очигледно сакат да укажат дека ова раководство нема специфична тежина. Ова раководство нема вистинска, права и јасна визија каде да носи партијата. И ова раководство оди од пораз во пораз навлегува, еднаш го допре дното, потоа го пробуши тоа дно, отиде во друго дно. Но на дното. Тоа е демократијата, тоа е плурализмот, тоа е богатството на мислење и расправи без навредувања. Ја не видов дека овие луѓе, интелектуалци, некого навредуваат. Сега, како аналитичар ќе си дозволам да ги вреднувам нив и раководството актуелно. За членството ова не важи, таму има паметни луѓе, ама очигледно чекаат подобри времиња. Некако не ми се агилни, не ми се активни, се кријат ли, она и така натаму. Значи, овие квислинзи што Филипче и овие од соопштението на пиарот на СДСМ го кажуваат, како можеш за еден професор, научен универзитетски професор да кажеш дека е квислинг? Како може за еден адвокат да кажеш дека е квислинг? Па таму го видов и името на мојот пријател Гајдов, значи мислам на Давидовиќ и мислам на Марковиќ. Извини собе, тие тројца луѓе тежат многу повеќе од целото раководство на СДСМ. Не ги дигам во облаци. Сега, некој ќе ми замере од нив, може би. Мене Давидовиќ ми е личен адвокат. А пази, имаме спротивни политички стојалишта, јас и Давидовиќ. А па нека најдат 10 луѓе, врвните нивни пратеници, да не ги спомнувам со право што се бават, Давидовиќ со нив мајтапки игра. Морам ака слободно да кажувам. Значи, врвен правник е. Човекот ги поддржуваше, дека ги поддржуваше кога видува како скренаа на власт, на време се дистанцираше од нив. Сега тој не чини.
Абе, Марковиќ, човек во неколку кабинети на председатели бил, човек член на Совет на безбедност. Го знам од дете Георги Иванов 2004-2005, кога работевме на терен во Кочани за Раде, они ми истражуваа, јас ја правев стратегијата, тактиката нема врска со партија и детево. Сега ја дете го викам, ти е младо, он во меѓувреме израсна во Вравен и аналитичар и професор ценет и се и така надаму, и сега тој квислинг. Не е точно. Кога Марковиќ настапува подеднакво по заслуга критикува политики на ВМРО, на СДСМ, на ДУИ, на сите. Кога треба истакнува. Ајде, Гајдов нема да го анализирам, бидејќи ми е најблизок во момент, да не испадне дека го фала многу и така натаму. И сега тие овие луѓе да ги етикетираш на најнецивилизиран начин, исто важи и за останатите. Со Шема имаме кафанско дружење и разбирање, иако имаме погрешни ставови. Ја му честитам што се нафатил да ја води ова иницијатива, да и помогне на својата партија која го изнедри, која на еден начин покрај факултетот што го создаде него и Кире, и партијата. И сега Шема не чини. И сега вака, само една замерка им наоѓам. Тука е мојот демократски капацитет, мојот отвореност, либерализам. Не смеја да се под затворени врати. Не знам од кој причини. Најлошото е тоа. Најлошото го направија, внесоа мистичност, иако дадо некое мало сообщение, се сликата зборува, еден до друг експерти, професори, да не ги сите спомнувам, луѓе докажани во своите области. Само да беа отворени, да имаа храброст, да се отворат, ќе им ја зад устата на овие без потреба критичарите од СДСМ, и мислам дека, како ја што размислувам, во најголема мера ќе размислуваше и членството на СДСМ и пошироката јавност. И сега видио, они си ја етикетираат, со нејзе ќе завршам, Славјанка. Таа е пратеничка, таа е бивша министерка, таа е член од оваа група, ја и честитам за храброст. Со нејзите ставови многу пати не се согласувам, али сега она е квислингот. Она одработува против СДСМ, не според мене, според сообщенијата на СДСМ и според кажувањето на Филипче. Да. Епа, извини Цобе, ама ова е пример, нели има една изрека, револуцијата си ги јаде своите деца. Не, СДСМ си ги јаде, прождерува сите своји деца што ги изнедрила, со кои ја или се согласувам, ги ценам, или не се согласувам и не ги ценам, тоа и не е најбитно, ама битно е дека се деца на СДСМ. Не може против сите нив да оди. Ја не гледам никаква спојка на овие луѓе со ВМРО и со Христијан Мицковски. Еве ќе оддадам, иако тоа се приватни разговори. Абе, кога седиме на маса, се караме, го напаѓаат ВМРО ДПМН. Тие луѓе не се апологети на ВМРО ДПМН. Тие луѓе, колку знам, и немаат конекција со ВМРО ДПМН. И сега испадна, они одработуваат за ВМРО ДПМН. Апсолутно тоа не е точно. Мислам дека како што кога сум имал проблеми во фамилијата, кога сум си сакал да си ја подсуредам фамилијата, што се вели куќата дома кај што живеам, и сите да ми се наброи, да се добро насочени, така треба Филипче да се научи, да си ја среди партијата, ама со инклузивност, со отвореност, со транспарентност, а не со исклучивост, со елиминирање и со етикетирање на довчерашните своји луѓе. Немање искуство, и сетики мислам дека некои луѓе околу него не му го мислат добро. Ти веќе почна да зборуваш, се шпекулира, да, негов наследник дека ќе биде градоначалникот на центар, не го знам тоа. Јас сум познат по тоа што не шпекулирам, јас само јасни одлуки, решенија, ставови, политики анализирам, сега за сега ќе се воздржам, ама едноставно не може он така да се однесува, верувај ми, апсолутно наивно, прости, Филипче, дилетантски, неумно политички е тоа. Соди, морам тука да му ставам една запирка. Да. Самиот премиер вчера во интервјуто вели, ти ме молеа,
на левица, за диаспората да бидат инкорпорирани во гласањето. Не сакам да го коментирам ја тоа. Се подпишале, се договорија. И на крајот, не, вие предложите тоа. Види, левица. А еве зошто јас не ги поддржувам веќе раководството. Ја на време, ти како писмо што си упатил на премиерот, ја писмо од 2 дела му упатив пред година дена на лидерот на левица, Пасиев, кого го поддржувам во неговата младост, во неговата енергија, елам полет, кога видов дека неговата партија стагнира по моите критериуми и стандарди и по бројките што они сега ги добиват во изборите, и јас му укажав на некои работи без да го навредам, му укажав дека едукатори професор не смее такви зборови да каже, не смее да покажува насилни моменти и елементи во собранието и така натаму, апсолутно не го навредив. И еве сега, види, еве сега он прави транге-франге. Он тоа во минатото го правише со ДУИ и СДСМ, се обидува и со оваа власт, не успева. Оваа власт има малку повеќе фурни изеден од овие другиве, подолго зрееше во опозиција, метафорично ќе се изразувам, народот убаво сате, повеќе стапови по грбот има истрпено и Христијан Мицковски и раководството на ВМРО ДПМН и ВМРО ДПМН и знаат да го прочитат што е целта. Ја вака реков во еден медиум. А Пасиев и Филипче оваа битка со изборниот законник ќе ја изгубат 20-0 во кошарката, 3-0 во фудбалот, пар форфе, како се вика на зелена маса, затоа што ќе дојде денот кога ние мора да имаме изборен законник, ќе дојде денот кога ние ќе идеме на избори. А пази, воедно ги поддржувам. Нов начин на финансирање на партиите, извини, треба и малите и средните партии да ги отпреми и независните кандидати. Ама не е тоа кваката. Они сакат да закочат, да покажат неспособност на оваа власт, не извршила е па од 10-те, за останете тоа едно прашање. Еве премиерот ни соопшти и дека и за струјата и за енергетиката нашла решение. Ја ти тврдам дека кога ќе дојдат европејциве нивни, ќе им кажат нешто и они ќе се согласат и за ово. Пази, ја дури мислам, него добро ова премиерот што го направи, си ја заложи својата политичка идна кариера, иако тој недобро знае кога ќе се откаже од политиката, и вели, еве, јас се откажувам, ви ветувам, а досега не излагал за крупни работи, дека нема да се кандидирам, начинот на означување, кажете го, бројката, името или бројката, и околу при жалбите, приговорите во изборниот процес за остварување на изборното право, тоест отклонување на повредите, и тоа ќе го направиме вие, што кажете, не отстапуваме за нашите надвор од Македонија, и еве тие не прифаќат. Што значи тоа? Значи, премиерот ова не го прави за 2029 за председателските избори, него сака да го подобри изборниот законник. Како што и европски, па се слушна што кажа Дорис Пак. Тоа е нормално во Германија. Ја не знам, ја сакам, ако ми дозволиш и гледачите, предизвик ми е тоа, го направив и за рускиот пилот Румен Радев, му се обратив со отворено писмо. Ја знам дека режијата требаше да го подготви тоа како од моето интервју, отворено писмо до господинот Мицковски, јас ќе го прочитам. Ајде. Ако ми дозволите, почитувани, значи денеска му се обратив на премиерот отворено писмо. Именно ако може, молим те да го пуштиме како слайд. Почитувам господин председател на владата на Република Македонија Мицковски. Моето обраќање преку ова отворено писмо до председателот на владата произлегува од една длабока и трајна свест за улогата на македонската диаспора. Таа невидлива, но суштинска сила, што со децени представувала жив мост меѓу Македонија и светот. Диаспората е како пиреот од народната поезија, колку и да се обидуваш да го потиснеш, исечеш или отурнеш, тоа повторно никнува, жилаво и непокорно, затоа што е вкоренето во суштината на македонскиот идентитет. Таа не е периферија на нацијата, туку незино живо јадро. Таа е чувар на јазикот, културата, историјата и достоинството далеко од татковината, но никогаш одвоена од неа. Во таа силна символика најдлабоко се одгледува и едно од најзначајните дела во македонската
литература, романот Пиреј од Петре М. Андреевски. Тој преку судбината на едно селско семејство за време на Првата светска војна ја прикажува македонската болка, страдање и историска неправда, но и неуништивата сила на обстанокот. Пиреот, како трева, што не може да се искорени, станува вечен символ на македонскиот човек, на неговата издржливост и способност да обстои дури и во најтешките историски удари. Токму затоа и македонската диаспора и современиот Пиреј на нашиот народ, расејано низ светот, но никош искоренето. Од татковината секојаш повторно изникнува како жив доказ дека македонскиот идентитет не може да се избрише. Почитуван премиеру, како долгогодишен новинар и автор на телевизискиот политички магазин Гласот на народот, кој повеќе од 26 години обстојува како Гласот на народот и вистината постојано сум бил сведок дека токму Македонија во светот се тие што ја одржуваат жива нишката меѓу мајнатото сегашност и едината на државата. Почитувани, тоа беше дел од писмото, интегрално не ви го прочитав, но еве еден ексклузивен момент да видиме и слушнеме како се распродава, како се препродава и предава Македонија на други простори, и тоа од дипломатскиот круг и од црковниот круг. Сакав да се илустрира како дел од тоа отворено писмо. По интерес се ќе парафразирам и ќе му дадам простор на почитуваниот мој соговорник. Ја компарирам почитувани диаспората со тоа дали Хрватска денеска би била таа Хрватска да ја немаше својата диаспора. Дали Израел, знаете Израел е светска сила, че беше тој Израел да немаше агенцијата за диаспора. И да не редам. Со еден збор, подршка ја имате несебично моја, а зад мене стојат стотина илјадници македонци широм светот. Сотир, Ај само да кажам 3 збора. Ни додавам, ни одземам. Браво. Јас само ќе кажам, си ги вклопил македонскиот непокор, простор и нагон за обстој. Дефинитивно. Од таа страна сакав тука да спомнеме дека да не биде нерегистрирано. Го спомнавме господинот Груевски кога ги направи тие отрезнување од мајнцето, да речем, на македонскиот народ, бидејќи им немавме плоштад, имавме плоштад кај што не беше артикулирана македонската вистина, македонската историја. Имавме прилика да бидеме на 10-то место во Нью Йорк Таймс на држава на посета, што не беше случај. Бевме секој ден малтене вклучени на CNN Made in Macedonia. Сега не има, деновине не има. Меѓутоа, премиерот или советник му беше на господинот Груевски, што не е никаков грев, тоа е само предизвик. Со тоа што господинот Мицковски на повидок има 6 автопатишта на рак, коридор 8, 10 и 10А. Да бидам искрен, не е ова билборд, сотир, ова го кажувам визави со добра намера на почитуваните политичари од СДСМ, од Левица и од оној другиот како што гледам, Дуј, кој што гледам, игра некој оро, па му фрлат долари како реванш или што е, не знам. Значи, се му е право и окей, а од друга страна создаваат една еуфорија, една тешка ситуација, заканувајќи се за дестабилизација и сето. И конечно, видовме што се случи во Тирана, дека, и тука ќе да прашам, и ќе завршам твоите минути 9 се на располагање, да ги спомнеш, дали ова, ако Турција беше 35 години или повеќе, се уште не започна преговори со Европската Унија, а сега им се крои уште некоја друга капа на Албанија, со големите немири, дали може тоа што Европа дефинитивно не сака муслимански народ и свет во Европската Унија? Не би знал точно те одговорам, бидејќи ми е многу контрадикторна. Не, многу ти е на место прашање, ама многу е контрадикторна. Наедна стана Еди Раман непожелен. Тоа што го направи со Србија и Косово, испаѓа дека таа го брани муслиманскиот народ. Тоа што го направи
на пред баги години со Албанија, пак оди натаму. Сега што се случува, малку е контрадикторно. Сега, тоа што го прави на почетокот во војната во Босна, прво оди дека, окей, немат проблеми со муслимани. Ама потоа кога видиш што се случува, па го почна таму кога секој град да е посебна држава, војна она, па умешани, не знам, Саудиска Арабија, Иран, Ирак, Исламска република и така натаму, пак испаѓа дека лошо направија на Босна. А верувај ми, тоа е она што го реков на почетокот, немање стратегија, немање визија за Балканот. И не можам точно да ти одговорам на прашањето, иако ти е многу на место, многу храбро прашање, ама пак се враќам на она што реков. Ако ние сите бевме во Европска Унија, ова отпаѓа. Албанија ќе беше дел од Европска Унија. Македонија ќе беше дел од Европска Унија. Нема тука да се зборува за влијанието на Путин и на Кина, иако ја не сум ни против Кина, ниту против Русија. И тие не се против нив функционират работа. Зошто прават они невидени договори економски со нив, а ваму нам не терат ние да се стегаме или било шо? Зошто отиде фон дер Лајен во Индија да договара нешто многу големо? Значи, немање на стратегија и визија за Балканот, тоа е немање на стратегија и визија за правилниот економски, социјален, политички и општествен развој на Европската Унија. Цената сега ја плаќаат сите, најповеќе ЕУ, во пари, бидејќи се милитарализира, загадување на средината државна во Полска, Чешка, прибалтичките земји, па дури и во некои скандинавски земји, а особено во Германија, каде сто во Бундесварот има големи симптоми на нацизам, тоа е опасноста. Тоа е опасноста. Она што се случуваше пред 10-12 години во Украина, повампирувањето на Бандера, па прелевањето на некои работи кон Полска, кон Балтичките земји, сега веќе им е внатре, дури со преку политички субјективизам добиваат некоја си, да не речам гласност, и опасност, радикализација на европските политики, крајни левици, па ако сакаш и крајни десници. Тоа Европа требаше да го спречи. Ги нема лидерите големи. Немаме веќе, некаде големите лидери завршија со мути, со почитуваната канцеларка на Германија, Меркел, што се повлече, иако на крајот ја удна работата со преголемата отвореност на гастарбајтерите, за гастарбајтерите и така. Тоест, овие луѓе во бегалци во одвојни веже, светски жаришта и доаѓање во преку бројни милионски бројки во Германија и еве сега имаат последици. Ова сакам, те молам, ова да сега не е во медиум. Прв пат тука, еве јас јавно го анализирав, дали може нешто да се случи со почитуваните наши соседи Албанија да се сврте наопаку. Секој пат се е можно. Многу одиум е испуштен против Рама, поради продажбата на тој островот за не знам колку милиарди за синот. На Кушнер, за зетот. Така, не, тука е умешан и Трамп е умешан. За керката. Има нешто. И мислам дека се е можно, ама ја не посакувам. Ја посакувам тоа да се смири. Ја посакувам Албанија да си продолжи својот пат кон евроинтеграциите, ама да не заборава нас, бидејќи ја чекавме X години. А сега можела она сама, а ние пак да не газат бугарите, еве ќе биде малку безобразен, ќе биде малку остар. Нема да трпиме бугарската чизма, бидејќи ние не сме трпеле ни руска чизма. Први му рековме не на Сталин преку Тито и југословенската заедница, тоест федерација, и сега одлучно не е кажано на Бугарија. Тоа не важи и за Грција да внимават како се однесуваат кон нас, не го даваме идентитетот, културата, историјата, традицијата и се што е македонско. Ќе се трудиме во постапка името да си го вратиме. Не знам дека Мене ме е храбра дали ќе една доживеам ситуација. јас, ама ќе биде вратено. Изјавата на премиерот што даде дека за време на самитот во Тиват, таа средба трилатерална како беше или Не, беше за сите. Не, за сите. на само кога ги беа собрани. Да, ги викна, да. Макрон и А таму се сигналите дадени. дали тука му испратија порака за тоа што господин Мицковски храбро
гази. Пораката беше за Радев. На Зборот за Мицкевски Македонија. они му најавиле многу одавна. Се сеќавам пред 2-3 месеца кога почитуваниот Христијан Мицкевски еднаш ни рече: "Ќе видите, се зборува во Брисел за нов начин", кога беше интересна на крилатицата, ако има желба ќе се најде и начин. Да. И тој рече: "Во потрага сме по начинот и се зборува за можниот начин во Брисел." Така да уште од тогаш Мицкевски веќе доби сигнали, а ова тиват веќе е пресвртница, цове. Тиват, оној пат Тоа е зборевме, печатот. тоа е засврт. А некои велат, не, тоа е за лажување. Да, тачно е. Во следните, ја проценувам 7-8 години, нема да има проширување. Ама, не да е Боже ова војнава да ескалира уште повеќе. Сите влегуваме. Јас затоа не се бунам за Молдавија и за Украина, ама знаеш од која причина? Они се нашата wild card за влез во Европска унија. Интересно е само да не го заборавиме, не го спомнал никој од медиумите. Прво во Двери се обрати Зоран Заев со опонентите на Вучич, а потоа час поскоро беше и Венко Филипче со ректорот, значи со блокадерите. Дали нашите блокадери одат по истата стапка, се напојуваат од истата цицка, значи од длабока дипшите, односно, пардон, длабоката држава, да создават еден земјотрес. Завчера збореше господин Вучич со председателката за билатерална соработка на предвојни до многу е различна состојбата, тоа е случајот, примерот, парадигмата Србија и Македонија. Многу се различни, не можеме да ги споредуваме. И едно да знаеш, кај нас опозицијата е сегментирана во слободен пат, го пробушува веќе и второто дно, не може ништо да направи само со пресликување некои работи од Србија. Тоа ни се случи со шарената револуција. Негативни работи секој Да, случај. негатив. И сега ние не можеме, ова власт не е власта од 2016, 15 и 17, не, 17 не новата власт на СДСМ беше. Ова власт енергично реагира, нема да дозволи такви нецивилизирани потези, такви организирање против националните и државните интереси. Неголемата грешка беше на последните години, месеци на власта на Никола Груевски, што ги тепаат полицајците, ја маваат владата, ги шараат институциите, они не преземат ништо. Тоа веќе нема да се повтори. Тоа, верувај ми, нема да се повтори, а види, и тоа веќе е издишен балон. Се види дека таа шарена револуција немаше идеологија во неја, па немаше ни други работи, туку било битка за фотели. Кога шарените влегоа на фотелите, ги зазема фотелите и им ја видовме најголемата беда на човечката психа и филозофија за власт по секоја цена. Така да, не може да се повтори таа работа. Ти благодарам многу што... Јас тебе ти благодарам, да си жив и здрав. Беше заедно Тука со сме мене кога можеме. и со господјата Дорис Пак. Љубомир, ќе го повикаме наредниот пат, со глед дека со се ќе имаме зашто да говориме, има интересни случувања. Да. Уштенска, биди ми живи здрави. Исто и ти, Цобе, држи се. Во овие жеги, пази се. Да, почитувани, еве, дојдовме до финишот на вечерашното издание Гласот на народот. Не беше претенциозно, верувате ми, сакав тоа да го апострофирам, со најдобра намера за иницијативата Диаспората, бидејќи за мене тоа е се. Бев во диаспора многу, ја сакам македонците, ги сакам во светот, оти тие се составен дел на јадрото македонско. Се гледаме идниот петок по истото време, пријатна вечер. Една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Ви благодариме што бевте дел од Гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.